Два јазика, две култури, сплотени низ ствариштвото на великанот на словеничката поезија Франце Прешерн. Одбележувањето на Прешерновите денови е вистински празник на пријателството меѓу Словенија и Македонија. Франце Прешерн je velik poet, velik pesnik, ki daleč presega meje slovenščine cele. Prešern je bil široko načitan, razgledan. Njegova pesem Zdravljica je univerzalno sporočilo bratstva, svobode, prijateljstva in je slovenska himna. V tem je veličina Prešerna. Гоце Делчев пред повеќе од еден век го разбра светот како поле за културен надпревар на народите. Словеничкиот центар Скопје ги поврзува веќе 7 години овие два народи. Токму онаа визија која имал Гоце Делчев пред 145 години, се надевам дека успеваме, се трудиме колку можеме во рамките на нашите можности, навистина ние да делуваме во тој правец, да ги поврземе овие две култури. Ти трендафи, ти црвен крал, беи со потокот, со птиците летај. Па ќе дојдам да ти се восхитувам, а дотогаш цветај, цветај. Преку овие настани градите свет на почит и љубов, но и мост за зближување на Македонија и Словенија. Задоволство ли е да се биде дел од големата идеја? Па да, тоа ни е големо задоволство, бидејќи ние сме мост помеѓу две култури. А во Македонија ја промовираме словеничка култура, а со нашиот хор шириме македонска песна и култура и во Словенија. Друштвото работи веќе 22 години и сите тие години се грижиме за соработка и за размена на културите. Čestitam za polno dvorano, je premajhna. To je dokaz, kako dobro delate in kako je Prešern in kultura v naši zavesti še vedno živa, kako je to prisotno in kako se to ceni. Nisem se smeril za njo, nisem bil ne prvi, ne zadnji, ampak ljubezen v Arabiji, pa zaljubljen sem bil, če vam to kaj pove. Вистина бевте фантастични, ние се наеживме додека слушавме изведбата на хорот. Благодарам, хвала. Па ние се трудиме, да. Па видите, има се повеќе разлика. Некој ќе рече, не е тоа фала, мислам да не се дадам себе си јас, мене ми се битни хористите, мене се битни они, колку они мене ме слушат, колку они мене го примат она моje знаење, искуство долго време и во вокалите, и во импостација, и во интонација, и во звукот кој што треба да биде хомоген. Мислам дека е се подобро и дека ќе биде така и натаму. Dan kulture, mislim, da se vedno bolj spominjamo, oziroma vedno bolj dojemamo, kako pomemben je ta praznik. In meni je bilo enostavno krasno imeti ta slovenski večer tukaj sredi Skopja. Tako da čestitke društvu France Prešeren
za organizacijo dogodka in za to, da vzdržujejo slovenski jezik in ga prenašajo tudi na mlade ljudi. Нашата последна станица е Битола. Со оваа посета го заокружуваме прославувањето на Прешерновите денови во Македонија. Но покрај приредбата организирана од Словеничкото друштво Триглав, имавме прилика да го проследиме и конзуларниот ден во Битола. Ja, mi prihajamo iz Skopja, kjer je sedež veleposlaništva. Jaz vodim konzularni oddelek na veleposlaništvu v Skopju in občasno organiziramo konzularne dni izven sedeža veleposlaništva. Evo, tokrat smo v Bitoli, to je običajna naša lokacija, kjer deluje Društvo Slovencev in pomagamo pri določenih konzularnih opravilih. Kar zadeva konzularne zadeve, je to večinoma vezano na informacije glede Slovenije, na informacije glede državljanstva. Posebno čest i zadovoljstvo беше što ambasadorот ја промовираше таа интернационална монографија и со други зборови тоа е една азбука од областа на надарености на талентираните во Република Македонија. С данашњо приредитвио бомо зачели туди празнување 10-та облетница нашега здружење. Лета 2007 смо се на успотпут до часнега конзула Михајла Мојсовскега збрали и установили Словенско здружење Триглав, ки од такрат па се до данес зело активно и успешно те реализира штевилне проекти. Glede na velikost naših obeh držav je to zelo velik odstotek in pove veliko o medsebojnih vezeh, prijateljstvu, sodelovanju in teh vezi je ogromno, takih, ki so vidne na daleč in takih, ki so nevidne in takih, ki prihajajo na daleč, kot tale knjiga, avtor in še marsikatera druga.